Здравоци, девојки и дечиња. Ова видео нема да биде како претходните видеа family friendly. Ова видео ќе биде буквално моја реакција на вести. Може би сега у глава се прашувате зошто правам реакција на вести. Да ви кажам лично? Вие обавезно на видео ставате лайк, ставате subscribe, за следиме на Instagram едноставното момче 88, а ние можеме да започнеме со видеото. Темата на денешното видео ни е зошто ние младите правиме грешки кои не чинат живот. Ако не знаете што зборувам за случајот што беше во Струмица вчера или завчера, така нешто. Ако не знаете што е темава, сега ќе ви обяснам. Мада ќе чуете и од вести. Во Струмица сега, брат, се е шок. Значи, Струмица, брат, сега тие урнебес. Ради некои мали деца, добро, више не ги рачунам као мали, туку као постари малолетници. Уште 4 години се полнолетни, ама да не бегаме од темата. Да иначе си купиш нов сат. Темата ни е зошто ние младите правиме грешки кои не коштаат живот. Јас нека ти го поставам тоа прашање. Значи, млад, убав, згоден со учење за готвење, ето со учење за музика. Зошто да правам криминал? Зошто да правам криминал кога можам да си сидам дома мирен, значи онака без проблеми, без тепачки, без лумбување по стан. Значи можам да сидам мирен. Значи кај мене е добро што ми се враќа трпението, пошто кога бев помал често избувнував. И сега избувнувам, али не е толку. Сега си ја контролирам агресијата. Ама тоа што биднало Струмица биднало. Ова не го зивете како пример, земете го како антипример зашто не треба да се прави вака. Да. Бидејќи не ми се пие, бидејќи ние у школа, тоест не у школа, некои си деца од Струмица на возраст од 13 и од 14 години направиле криминал кој може да ги кошта живот. Сега вака јавно прашање да поставам до вас, гледачите или фанови или сабскрайбери, како сакате речете се. Дали е нормално ова да се прави? Да си во Америка би те избркали од државата? Да, дивко? Добро. Ништо, сестра ми кажа да бидам поттивок, ама зошто да правиме криминали? Не се размислете вие. Јас момче сум со амбиција со све, полека агресијата ја скратив, фала на Господ, и во мојот живот нема никогаш да направам криминал. Само да затворам врата, бидејќи ќе пошто си ги слушав тие лиштата. Секунда. Лиштата требаше да ги сам на ножица. Се враќаме. Па сега, луѓенца, еве ви како не треба да правиме криминални дела. Да го чуем видеото. Значи, памтете, криминал не е убаво да се прави. Значи, тука кат. Значи, плячкање не е убаво, убиство не е убаво, силување не е убаво, тепање на догра не е убаво. Значи, закон се има за сите. И увек мора да мине кола, јас кој ама немат везе. Сега да ви го пуштам видеото и да знаете зашто зборувам. Значи, не треба да правиме криминали. Криминал не е добар за никој, братче. Да знаеш. Да го чуеме видеото. Пазете. Слушайте пажливо, само да намалам глас. Пушти го. 67-годишната струмичанка која беше 67... Слушайте го пажливо, ве молам. 67-годишната струмичанка која беше пронајдена мртва во нејзиниот дом била убиена. Претходно таа била силувана и ограбена. За грозоможниот чин се осомничени двајца малолетници на возраст од 13 и 14 години.
Од истрагата која траеше до раните утрински часови и извршената обдукција, било тврдено дека смртта настанала по насилен пат поради задушување. Куќата позади мене е местото во кое што се случил грозоморниот чин. 67-годишната струмичанка овде живеела сам. Малолетниците се пронајдени и приведени. Едниот од нив полицијата го нашла во Струмица, а другиот во Реков, колку и да правиш криминални дела, пак ќе те фатат, да знаеш. Налага ти се кратки нозете. Ѓевѓелија. Поради основано сомнение дека се извршителите на кривично дело убиство, казнива по член 123 од Кривичниот закон, на 19.2.2021 година, најпрво во Ѓевѓелија е лишен од слобода малолетник 13 години, а потоа во Струмица малолетник на 14 години. По наредба на Основен суд Струмица, со цел обезбедување на дополнителни докази, извршен е претрес во домовите на осумничените. Веста за грозоморниот чин ја шокираше јавност. Исплашени за безбедноста, граѓаните велат дека не паметат во минатото да имало вакви случаи. Едно време беше многу мирно, немаше во Струмица ништо, а сега веќе да ти кажам, страх да те да излезеш и на вечер и денско. Многу има од ти што крадат и ташни и други работи и влеват и останува. Истински е така. Цела вечер шетаме до време, на клупто парку да седеш да спиеш, никој не те чекаш. Фала Богу. Грозно. Јас се заех куќа да заклучам или стан да заклучам, па да излезам. Се слагам со дело. Малолетниците со соодветен поднесок се предадени во основното јавно обвинителство и Центарот за социјални работи во Струмица за понатамошна постапка согласно законската регулатива. Од обвинителството информираа дека во соработка со Центарот и двете деца веќе се отстранети од средината во која живеат со цел да се спречи евентуално повторување. Децата ги земале од родителите. Сега ќе чуете и зошто. Деца веќе се отстранети од средината во која живеат со цел да се спречи евентуално повторување на некое вакво или слично дело. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. 67 годишна Чути. Болело? Нешто ли чува? Треба да коментира нешто или долно ви е јасно? Да слушнам? Да ти е страв до зграда да излезеш. Реално ти кажам, братче. Ало бе, која е традација? Ај за плячкање, плячкај, ама што ти изгрешила бе бабата да убиеш? Како така парите бабата пак ќе си ги заработи. Ама зошто да убие, значи Господ и дал век да живее, да се радува на животот, а ти да ја убиеш. Не знам, затоа Македонија оди во минус. Бидејќи до ден денес се штитеа вакви криминали. Ама сега по новиот закон, да не отварам тука по Google, закони пошто ќе ми цакне батеријата, пребарате си вие. Ова кривично дело не држи ни место, ни вода. Пазите го насловот. Шок во Струмица. Малолетници на 13 и 14 годишна возраст силувале, загушиле и ја ограбиле 76 годишна жена. Не знам. Убаво викаше мајка ми. Не треба да се прави криминал. Пошто слободата е мила, ама затворот не е мил. Значи, додека имаме памет да се озреме, да станеме полнолетни, да заработуваме своји пари, да помагаме на семејството, да се сакаме, да се дружиме, да се почитуваме меѓусебно, а не да бидеме вакви. Баш ме интересира да отворам, ќе отворам закон, дека законот сега фаќа од така викаат сега од 10 години, значи па да, како ќе му да е? Па нема да биде више како порано. Сега ги одна братке. Ако направиш криминал, лисиците чао пријатно. Затоа еве ви една топла порека. Да бидеме честни и задоволни со тоа што видиме. Бидејќи од аздисување ари нема да видиме. Со крадени пари нема добра да ти дојде. Со тепање уште полоша ќе ти дојде. Со силување затвор.
Јас сакам да има правда во Македонија. Бидејќи јас сум феминист. За тие што не знаете што е феминист, феминист е човек кој се бори и за правата на жените, пошто нели порано у 19 век жените биле угнетувани од мажите ова она, ама сега има закони за жените. И ние мажите ако правиме криминал, има закони за нас, не викам не. Ама денес жена, сестра, братучетка, баба, тетка, небитно, не смеш да ја опцуш, а камо ли па да се дрзнеш да ја тепаш. Што нема да се случи, да се случи у наша Македонија? Затоа Македонија не иде напред. Пошто нонсоп се, како ќе му дое? Нонсоп има кривични дела. Не е убаво да сме криминалци. Убаво е да сме честни, да се радуваме на живот, да се радуваме на слободата, на све живо диво. Ама, тоа е. Еве ви пример. Абе, стапчево да го украдам, ќе лежам в затвор, а не да плячкам баба со 69 години. Така да еве ви, земете го ова како антипример. Да знаете. У Скопје вакви случаи имало поодамна. Ама у Струмица, брат, мал град, ова да се дешава, прв пат гледам. И затоа денешна младина е расипана. Пошто сите сме аздисани. Тоа ви го гарантирам. Еве јас се ставам во ваш кош. Да, точно претерувам, некад збеснувам, ама не до толку. Тоа е тоа. Се гледаме у следно видео. А до следно видео, пис. Бро. Ужас! Очај!